Во наредниве минути, почитувани, ќе поразговараме со адвокатот Јанаки Митровски, еден од поднесувачите на предлог законот за амнестија на осудените за 27 април. Кога го покануваме да ни се придружи во студиово на македонски корени, да видиме дали ќе биде се во ред. Добро ви утро, господине Митровски, добро ни дојдовте. Добро ви утро и од мене и ви благодариме што ја прифативте нашата покана. Добро утро, Дороре, најдов тука баш утро во Македонија. Односно не е така рано, 8:30, принцип ние започнуваме со работа, ама дека е сабота си дозволуваме. Рано е за оној што покасно си легнал. После напорна недела, како сте? Одлично, благодариме. Господине Митровски, пред неколку дена вие и уште двајца ваши колеги, Драган Пешевски и Петар Тимовски, поднесовте предлог закон за амнестија на осудените за 27 април 2017. Во јавноста ми се чини дека овој закон беше различно сватен и некако почна да се движи во непосакувана насока. Ке ни кажете ли што точно се предвидува со овој закон и што ве поттикна да го преземете овој чекор после 5-6 години од објавувањето на драконските пресуди? Не започнува да се движи во непосакуван правец, поддршката е огромна, меѓутоа во непосакуван правец го движат за жал квази патриоти, да ги наречеме, истите оние кои што на некој начин ги напушкаа луѓето и ги изгореа во истата вечер, за 5,5-6 години да ги користат во политички пресметки и да ги спомнуваат само пред избори, а неколку изборни циклуси имаше во Македонија во изминатите 5-6 години. Со некои квази факти дека ова било признавање вина или не знам што. Знаете како истата таа политичка партија за жал гласаше и во 2018 година за законот за амнестија, со кој што селективно се амнестираа само оние кои што требаа на тогашната власт за да се принудат да се одоброволат нели со недемократски методи на гласање за промена на уставното име и сега тогаш не беше признавање на вина, а сега и отворено ќе кажам ВМРО ДПМН игра една ни риба ни девојка улога во изминативе 6 години. Тоа е една од главните причини зашто не можат да слушат оваа катастрофална власт. Што предвидува законот е лично оскуден, истиот оставаме простор дека може да се доработи, нити јас, ниту Тимовски, ниту Пешевски не сме даскали, а крај крајава и во собрание за тоа земаат плата. Меѓутоа основната идеја е дека секој од оние кои што се осудени на до 10 години затвора, така и се само двајца од кои едниот е тастер, односно популарно наречено шпион, кој што доби 8 години затвор и он двојно помала казна од останатите, додека другиот е еден несреќно заглавен човек од албанска етничка заедница, и тоа не е ни важно од која националност е, кој што потом го спаси животот на Зијадин Села и повторно бива осуден без да изврши никакво насилно дејство на 7 години затвор. Морам да ви посочам и на вас и на вашата јавност, и баш ми е драго што македонскиот јазик се слуша и во Австралија после толку време. Меѓутоа не можам да бидам лицемерен и не верувам дека баш никаква кривична одговорност кај тие луѓе постои. Знаете, не смееме да оправдуваме насилни акти, но факт е дека прво начинот на кој што беа судени, како адвокат тоа барем можам да го конфирмирам, а тоа е на еден силеџиски маратонски начин, значи судичкиот судија буквално на клоци во предметот набрка 50 адвокати, само поради тоа што барале подобри услови за работа, односно беа сместени во некоја судница несоодветна за таков тип на предмети и толков број на учесници. Потоа форсираше со една јасна намера да се испорача пресуда пред тогашните претседателски избори, за да може се уште владеачката за жал партија да прокламира дека испорачала некаква правда. Знаете како не сум човек кој што не верува во одговорност, во превземање на одговорност за она што сте го сторили, и апсолутно сметам дека одговорност требаше да има. И сега квалификацијата остана доста дискутабилна, меѓутоа не е тоа цел на законот. Со закон за амнестија вие не можете да ревидирате, иако и така се обидуваат да ги манипулираат луѓето, не можете со закон за амнестија да ревидирате судска одлука. Но
биваат казнети со едно судење кое што имаше темпо, почнувате во 10 навечер, се судите до 10 навечер со одредени кратки паузи. И утре дента пак повторни, Знаете како јас сум човек кој што е доста и самоуверен и самобендисен, меѓутоа ќе ви кажам отворено дека таков генијален адвокат кој што може со такво темпо да работи не постои и Европскиот суд за човекови права во Страсбург во серија своји пресуди таков тип на маратонско судење и такво темпо го смета за повреда на правото на првично судење, односно поконкретно повреда на правото на ефективна одбрана. Знаете како Страсбург е сериозна институција и не препознава само кај нас тоа што се тера. Имате бранител, затоа што во тој случај се случува. Ако имате време, вака да ви елаборирам, ако имаме време. Поинтата е што се наметна такво темпо на судење кое што ефективната одбрана не е само да имате формално адвокат, бидејќи во тој предмет и резерва измислица која што во нашиот закон за кривична постапка не постои, тоа е резервни адвокати. Дема како не бидат послушни избраниви адвокати, судиката имаше спремени адвокати послушници по службена длъжност и сето тоа и тоа е единствената причина дали можеби предметот ќе падне на Страсбург. Опциите за слобода на овие луѓе се помали, односно и морам нешто да истакам дека се две групи кои што се осудени, а постојано се зборува само за една, бидејќи таму има и повеќе видни ликови и све. Втората група која што е осудена веќе нема опции за слобода, затоа што Врховниот суд веќе се произнесе, односно им ги одби вонредните правни лекови, а за така наречената главна група е останат уште Врховниот суд. Меѓутоа знаете како фантазија да верувате дека особено оваа власт би дозволила Врховен суд после 6 години да суди во нивна полза. Веќе за брзо ќе има и до летото ќе има одлука и од Врховен суд. Републичкото јавно обвинителство веќе се произнесе негативно за нив, така да сите тие политички фантазии кои што им се продаваат од страна на политичарите дека час поскоро Врховниот досудел па да имале фер судење, не знам за какво фер судење се надеваат во овој систем и затоа законот за амнестија предлага дека секој што има до 10 кој што е осуден до 10 години затвор веднаш во целост да му биде опростен остатокот од казната, додека оние кои што се над 15 години, а 99% од осудените се над 10 години осудени, да им се опрости половина од казната, што во ефектива, додека се процесуира нели законот, затоа што сепак е процедура, во ефектива би значило излегување на слобода до крајот на годината. Оно што сакам да истакнам и манипулациите да ги малку сузбиеме е дека овој закон на никој начин не навлага во нивното право да си користат вонредните правни лекови, барање до Страсбург, барање за утврдување на повреда на конвенција до Страсбург и така натака, за разлика од законот за амнестија во 2018 година, кога луѓето се бараше дека ако прифатат амнестија дека треба да потпишат дека во иднина, доколку се случи да предметот падне на некој од повисоките судови, да се откажат од правото на оштета. Во кратки црти тоа е поинтата, а кои се побудите? Знаете како што ви напоменав, не верувам дека луѓето можеби не треба да бидат санкционирани, меѓутоа дел од учесниците кои што јас ги сметам и за многу повиновни од овие што се сега во затвор, пред се мислам на пратеникот Крсто Муковски, Рамчиловик и останати пратеници кои што ја отворија вратата во собранието. Имаше една емисија кај нас каде што имаше многу добра анализа на вратата од собранието дека ни тенкнеа бутка доколку не биде отворена од внатре. Па се поставува прашањето каква е улогата на тој човек и дали неговиот чин е потежок од чинот на оние кои што влегле во собрание и правеле зулуми и една селективна правда која остави особено особено кај семејствата на осудените остави еден впечаток на супер селективна правда. Селективна правда е поголема од најголемата неправда и покрај тоа што деновиве сум убедуван дека селективна правда била подобра од апсолутна неправда. Јас не се согласувам со тоа, а воедно не зборуваме за луѓе кои што вчера влегле во затвор или како Крсто Муковски, кој што бил пратеник, имал употребна вредност за да го продаде уставот, па можел да може да излезе од притвор. Тој човек беше во притвор, не знам, месец дена максимум. Значи зборуваме за луѓе кои што се 6 години во затвор и јас, Пешевски и Тимовски веруваме дека врз основа на тоа што на сето тоа што го направиле, дека се доволно казнети и дека е време да се поработи на нивно предвремено излегување од затвор. Господин Митровски, сношто имавме можност да го слушнеме ставот на СДСМ. Тие на пресконференција се изјаснија дека немаат намера да го поддржат овој предлог закон. За во понеделник, вие имате најавено и средби со координаторите на пратеничките групи.
какви, односно кои се вашите очекувања? Ќе ја видели светлоста на денот овој предлог закон, а со тоа и обвинетите? Имате ли согласност од обвинетите, бидејќи скоро сите од нив не сакаа амнестија, туку фер судење, за да докажат својата невиност за делото што им се препишува и дека сето тоа со 27 април е политичка конструкција? Видете, господине, знаете како едно се нашите желби, друго е реалност. Едно е желбите, да, сите обвинети да ги прашате, ќе ви го кажат истото. Јас имам мој пријател, знаете, кој што е заглавен и кој што од оваа другава непопуларна група за која што многу малку се зборува, е заглавен 13 години затвор, неговиот греф е што 2 пати гудри зијадин село, што никако не го оправдувам, тој и на него лично сум го кажал, меѓутоа знаете казната повеќе од драконска, бидејќи покрај колку што изгледаше грд тој напад на села, не завршени со тешки телесни повреди, за среќа и фала Богу. Од тие причини, прво не ми треба никаква дозвола за да поднесеме предлог закон, второ амнестија може и да не прифатите, не сте должни да ја прифатите ако се донесе, да се донесе. Ставот на СДСМ, знаете, не е за изненадување. Малтене ја должат својата власт на тој настан као кулминација на претходно на протести и така натаму, така да малтене тие ја должат власта на овој настан и сега би си пукале можеби во нога да го прифатат тој став, меѓутоа јас ја гледав и таа пресконференција вчера ја видов за која што говорите, каде што некоја дама од СДСМ каже дека тие не се согласувале со насилството, што не се согласувале со тоа со насилници да бидат амнестирани, што е нонсенс, бидејќи таа партија амнестираше едно 15-тина луѓе кои што би влегле во описот на насилници, како што и кажа таа дама. Загрижувачки е ставот на ВМРО ДПМН, од кој што поддршката малтене ние очекувавме и сами и делот од осудените како завршена работа. Политичката партија Левица пројавува интерес да го турка законот во собрание и ние очекуваме и поддршка, бидејќи кога ќе се каже кај нас СДСМ и ВМРО се смета само на тие две партии, тоа се поголеми коалиции, од кои што помалите така наречени сателит партии контролираат најмалку 15 пратеници. Знаете како наше е да се обидеме секој со својата совест. Мене ако нешто ми пречи, тоа се така наречени Facebook активисти, односно активисти по социјални мрежи, кои што се многу силни на типкање на прстите, меѓутоа кога ќе треба да се искочи на улица или да се направи конкретна акција, никаде ги нема. Јас ќе ви кажам конкретно дека кога се гласа, што е многу жално да се каже, кога се гласа францускиот предлог, односно заклучоците од францускиот предлог со кој што соделуваше на фашистичката надворешна политика на Бугарија, на протест пред собрание бевме буквално 300 луѓе. Што е доста жално да се каже, меѓутоа тоа е реалност. Така. Ви благодариме што одвоивте време и така пред неколку часи што се викат ве поканивме, вие прифативте, сакавме повеќе да дискутираме не само на оваа тема, него има и други теми од судството, меѓутоа поради немање време од наша страна и како што вие рековте и вие сте зафатени, сепак успеавме да одвоиме во 10-12-13 минути, што се би рекло, колку да се разјаснат работите, за да добие еден правилна насока ова што го преземате. Така, благодариме. Да сте живи и здрави, ви благодарам на поканата и голем поздрав до вас таму преку барата. Поздрав. Така, пријатно до слушање и довидување секако со нови и успешни резултати за работиве што се Драго ми во тек. беше. Секое добро. И нам. До слушање.